Филип Деспотовски е во нашето студио, спортски координатор на Европските младински игри, кои што 2025-та во месец број 7 или во јули ќе се одржат во нашата престолнина и тоа е шанса да покажеме дека Македонија секако е подготвена и официјално за организација на врвни спортски настани. Добро утро за нашиот гостин. Добро утро. Добро ни дојде. Да, спортот не ти е непозната категорија и тема, цел живот си со топката. Велат, ако нема топка, не е спорт. Викаат, сега не знам дали е за телевизија, ама нема подобра дрога од топка. Така е. Дрогата може да биде и позитивен стимуланс, нели? Зависи што консумираш. Еве, ќе почнеме со едно лично прашање, најважните аспекти може на ти, нели? Во прво лице се познаваме долго време, од улогата на еден спортски координатор, како се подготвува целата организација за голем спортски настан како што е МОФ 2025. Ајде да кажам, да почнам сега попластично да објаснам. Го замислиме тоа како еден воз, Олимпискиот комитет е локомотивата, вагоните се федерациите и секоја нели федерација си е, секој вагон е посебен спорт. Тоа вмрежување, да речам, на тие технички делегати од странство, комуникација со федерации, комуникација со сите сали во Македонија, хотели, сместувања, превозници. Значи започна минатата година во јули некаде. И сето тоа до сега е дигнато на едно многу повисоко ниво. Почнавме малце, можеби 5 луѓе во јули месец 2024, да сега организацијата тераат секој сегмент, секој вагон, сите спортски федерации и можеби 30 на луѓе во организациониот комитет. Во една од најавите за овие игри на нашата програма кажавме дека сите спортски чинители треба да се сплотат заедно, да ги надминат ако постојат некакви разлики, нели, во сваќањата и во однесувањата и во процедурите во функционирањето, се со цел Македонија да биде представена во едно сјајно светло како земја која што го сака спортот, земја која што живее за и со спортот. Па како ви оди соработката со меѓу представниците на различните спортови? Оди нормално. Барем до сега што имавме комуникација со сите спортски федерации, значи контекстот е сепак спортот. Дали има препирки во минатото, дали нема. Контекстот на крај е спортот и пред се ја представуваме сите заедно Македонија. Тука не смее да се киксне. Практично вие сте една поширока репрезентација. Да, поширока федерација. Или федерација, поширока, да. Немаме шанса за неуспех, да речам тука. Не се може еден без друг. Значи, никој не може да го организира спортот како што може матичната федерација. Добро, со какви се предизвици се соочувате, ќе одговориме ли на еден од најголемите предизвици инфраструктурата со спортски сали, подготвени ли се правили обиколка на сите спортски сали? Објекти, да. Па да, објекти добри, дали ќе одговорат по стандардите? Вака сега, значи обиколки се направи едно 100 пати, да не речам до сега, што од нас да се види нели до каде се спремни салите, пак ќе кажам сместувачките објекти. Исто така имаше и 2 или 3 обиколки со шефови на мисии, представници од Олимписки комитети од сите држави учеснички. Како инфраструктура ќе одговориме. Сега дали салите наши, значи имаме многу сали изградени од исти тип, што може би во некои сегменти не исполнуваат некои услови. Да речеме ако условите бараат да имаме, не знам, 6 соблекувални, ние имаме 5. Меѓутоа од Европски олимписки комитет го дозволуваат тоа, бидејќи сепак се работи за младински олимписки фестивал. Значи не се работи за олимпијада каде што мора да се стандардите. Да, и параметрите. Да. Зборуваме за младински олимписки фестивал, игри. Да објасниме кој се ќе учествува на овие игри и како овој настан треба да влијае, сигурно ќе влијае, меѓутоа како вие очекувате да влијае врз развојот на спортот воопшто во Македонија? Па добро, и туризмот од друга страна. Спортскиот туризам во секој случај, да. За туризам, да, значи се работи за деца под 18 години, бројка 5000 спортисти, што ќе повлечат веројатно пута 3 роднини, пријатели, родители пред се да дојдат да ги гледаат. Значи Скопје од 20 до 27 јули ќе биде баш град на спортот, град на олимпизмот. Што значи за нас како учесници? Еве јас да кажам дека јас направив 23 години
професионална кариера во одбојка, воопшто немав шанса да учествувам на вакво нешто, бидејќи ова конкретно одбојката мора да се квалификуваш. Сега како домаќин сме квалификувани. Добиваш учество, да? Да, и добро е младите генерации да видат дека постои нешто вакво, бидејќи ова е сепак поголемите држави, поголемите репрезентации спремаат преку ЕМОФ-от спремаат наредни олимпијци. Добро, тогаш што ќе им препорачате на сите млади кои што ќе учествуваат? Да ја сватат сериозно работата, дека ова е може би еднаш во животот шанса. Да искористат шансата. Да искористат шансата што многу не ја добиле. Да заклучиме на крајот кои спортови ќе бидат дел од програмата, што се ќе може да се види, какви ќе бидат агендата, саатниците, термините? По цел ден ќе има спорт, значи конкретно одбојка, кошарка, баскет 3x3, бадминтон, пливање, атлетика, гимнастиката ќе ни се одвива во Осијек, таа нема да биде во Скопје, бидејќи со услови не можевме да ја подржиме. Гимнастиката е прескап спорт за наши услови. И бара специфични услови, бара реквизити и така. Кану, велосипедизам, ракомет и не знам дали сите ги напоменав 15 спорта се. Дали колега сите ги кажа? Заборев стрелаштво и пинг-понг. Добро, сакам само да кога веќе зборуваме за што се ќе биде офатено, какви се вашите очекувања, познавајќи ги се разбира нашите можности и па тука се во можности влегува и квалитети и можности, но и капацитет реално на кој што треба да одговориме на овој голем предизвик. Јас пред се стално се навраќам на континуитет. Значи ние немаме континуитет на вакво нешто. Значи нити другите спортисти или учесници имаат 4 раце, 4 нозе, значи сме на исто ниво, меѓутоа немаме ние континуитет во вакви надпреварувања. Како некои очекувања во екипните спортови, искрен да видам, ајде да речам во кошарката можеби некој трзај, меѓутоа во другите не очекувам дека ќе се представиме сигурно во добро светло, меѓутоа не очекувам јас лично некој резултат. Добро, ова се игри, ова е настан на кој што во моментов е најважно да се учествува во таква констелација во каква што сме и да се види што представува па за некој идно да видиме докаде сме, да видиме докаде сме. Да видиме на што треба да работиме. Во индивидуалните спортови може да се очекува нешто. Бидејќи веќе се најавите од федерациите, веќе имаме некој. Сега, срцето на фестивалот се волонтерите. Ова е еден момент кој што кај нас, кога ќе спомнеш волонтирање, не сите, меѓутоа во голем дел се занемарува како битен сегмент од некоја организација. Колку волонтерите во светски и во европски рамки, во светски рамки се битни за организација на еден ваков настан и за да тече се како што треба, како подмачка. Значи, волонтерите се можда најбитниот сегмент во целата организација. Зашто? Затоа што они се на први на удар за било какво прашање, за било каков одговор, значи они треба да знаат све. Волонтерите го носат најголемиот товар тие 7 дена на игрите. Тие се бедемот ги подготвувате некако посебно? Да, со обуки, со све за секој спорт различно, нели, што си носи спортот како Има одзив, има заинтересирани? Има одзив. Пред се е добро што доаѓаат околу 300 волонтери што волонтираат на секој ЕМОФ надпреварување. Дали е во Бакуријани, дали е во Марибор. Зборуваме од надвор. Значи тие се надворешни што се пријавуваат како стални гости, да речем, на секој ЕМОФ надпреварување. И тие се тие што се најподготвени, тие ќе бидат веројатно на најударните места поставени. Другите, наши што се пријавени, треба да се обучат, да биде све што се викат сакум пакум, затоа што волонтер го добива прво прашањето, дали е проблем, дали е било некој друг вид на прашање, мора да е спремен да го одговори, да го насочи спортистот, официјалното лице од некоја делегација и доколку не може да го одговори, потоа се обраќа на повисоките органи да го реши проблемот. Меѓутоа, главниот клуч е волонтерот. Брза реакција е потребна, како и во спортот, нели? Да. Немаш време многу за размислување, треба рефлексно. Инстинктот е одлика на животните, луѓето имаат рефлекси. Филип, ти благодариме што одвои време утрово, патуваш веќе за Струмица, ќе те ослободиме, распоредот ти е преполн и
Само да ви посакаме да видиме една убава спортска Македонија, впрочем каква и што сме земја, да видиме еден солидна организација на еден голем спортски настан, па дај Боже во иднина да добиеме уште вакви, па и некој поголем настан, нели? Ќе биде се во ред и во иднини да се квалификуваме како репрезентации сите на вакви настани. Ви благодарам на поканата и Нека биде ова уште една спортска инјекција во македонскиот спорт и благодариме.